Повеќе од 4000 тони тутун ќе остане оваа година непродаден, неоткупен, поради тоа што минатата година владата на СДСМ и Зоран Заев дозволи да практично се увезува тутун во Македонија, наместо да се откупува домашниот. Иско така, она кое што сакаме да го слушнеме од прва рака е ниската откупна цена, која што во овој крај, во Прилепско, во Долненско е исклучително би рекол, ниска, како никогаш досега, пониска била само можеби во 2005 година, исто така кога СДСМ беше на власт. Од информациите со кои што располагам, не само овде во Конјаре, во Големо Мало, така е ситуацијата и во Дебреште, така и во Црнилиште, така и во Канатларци, буквално насекаде тутунарите во овој крај, во Прилепско, во Долненско, се разочарани од политиките кои што се денешно секојдневни. Ние како ВМРО ДПМН предложивме дуплирање, практично зголемување двојно на субвенцијата која што ја добиваат тутунарите. Тие тоа го побараа од нас, ние како опозиција го побаравме од владата, за жал немаше слух од владата за таков потек. Исто така побаравме да биде укинат овој закон кој што дозволува да се увезува тутун, но за жал и тоа не беше предвидено. Гледам денеска дека е предвидено отприлика некаде 1 евро субвенција за 1 килограм тутун, што значи дека не може да се покрие ниту оној кој што останал непродаден, камоли па за нешто повеќе. Навистина на тешка ситуација, со која што ние како политичка партија, како опозиција, како најголема политичка партија ќе бидеме на страната на тутунарите и ќе продолжиме да работиме во нивен интерес, а следната влада предводена од ВМРО ДПМН веднаш ќе го укине овој закон со кој што се дозволува пред да биде откупено целото количество на тутун кој што го произведуваат тутунопроизводителите, тутунарите од Македонија, да се увезува од надвор, односно од странство тутун во Македонија.